Почитувани, после 2 години од мандатот на ДПМН како локална власт во над 40 општини, резултатот е нула. Проектите кои ги ветуваа не се реализирани, изборните програми на градоначалниците на ДПМН станаа книги на лаги, на лажни и нереализирани ветувања. Мицкоски и ДПМН не ја оправдаа довербата и не го испорачаа она што го ветуваа пред граѓаните. Нула резултати, безброј нереализирани изборни ветувања и повисоки сметки за граѓаните, за данок на имоти до 300%, но и за ѓубретарина, вода, комунални услуги. Тоа, почитувани, е поразителниот заклучок после 2 години локална власт на ДПМН. Скопје, почитувани, е еклатантен пример за тоа. Клучното ветување за бесплатен градски превоз во Скопје го нема и нема ниту да се случи. Ги нема ниту ветените 250 еколошки автобуси, нема ниту модерен еколошки транспорт. Истото е и во останатите општини кои се под капата на ДПМН. Во Кисела вода, Гази Баба, Аеродром, Бутел, Ѓорче Петров, не се реализирани ветувањата, нема капитални проекти, нема развој, резултати нула. Општините се дават во нечистотија и смет, а градоначалниците на ДПМН згора на се и ги задолжуваат граѓаните и трупаат нови долгови. Во Ѓорче Петров сметките за комунални услуги се зголемени за 300%, во Бутел за 150%. Иста е, почитувани, ситуацијата во општините под капата на ДПМН низ Републиката, каде се зголемени сметките за граѓаните. Градоначалниците на ДПМН удрија по джебот на граѓаните и во Прилеп, во Штип, во Охрид, во Битола, Неготино, Гевгелија, Велес. До 300% повисоки сметки плаќаат граѓаните поради локалната власт на ДПМН. Додека градоначалниците од ДПМН се шетаат со скапи часовници. Почитувани, Мицкоски и ДПМН не ја оправдаа довербата која што им ја дадоа граѓаните. Власт за ДПМН значи уназадување, нула резултати и повисоки сметки за граѓаните. Ви благодарам.